Во Америка, поточно во Њујорк и Њу Џерси, има две големи музички диви со потекло од градот Битола. Бенита Мешулам и Сара Ароесте. Бенита е класичен пианист од областа на музиката на шпански класични композитори, додека Сара Ароести е латино музичар, а незината музика често е нарекувана како феминистички латино рок. И двете имаат еврејско потекло од Битола. Двете скулптури од Атена Партенос, античко време, пронајдени на локалитетот Хераклија, работена по школата на познатиот скулптор Фидија, се наоѓаат во странство, од кои едната е во Народниот музеј во Белград, а другата во Британскиот музеј во Лондон. Во Белград била однесена пред Втората светска војна. Последниот битолски пејтонџија е Манди Робев. Последниот од стотина пејтонџии колку некогаш ги имало во Битола. Пејтонджилакот го превзедол од неговиот постар брат Танас Робев во 1927 година, кога низ битолските улици и пошироко се движеа точно 46 пајтони, меѓу кои најпознати биле Пецо Арапот, браќата Таки, Гого и Томе, Кицо, Арнаутино, Јонче, Улето, Томе Сунгера, Амди Талкчија и други. Меѓу двете светски војни пајтонот бил главно превозно средство во Битола, згаснува во касните 70-ти. Првиот фудбал во Битола е одигран во дворот на гимназијата Гоце Делчев, сегашна гимназија Јосип Броз Тито. Спрема податоците од Унчу Пили, во битолската гимназија играта со топка во 1900 година ги восхити битолчани. Подоцна за терен е земена ливадата кај средното медицинско школо. Во 1903 гимнастичарот Јоанидис се залага фудбалот во Битола да фати здрави корени и ги научи играчите да играат прописно, меѓу кои неистакнати биле Унчу Цили, Цали, Џима и други. Првата пиварница во Македонија е отворена во 1890 година во местноста Буковски, Лозија, во близина на Битола, која работела 5 години и поради недостиг на капитал, квалификувана работна сила и конкуренција од Солунската пиварница, истата престанува со работа. Во градчето Маркам, Канада, постојат улици кои се викаат Битола, Пелистер и Даме Груе. На 2601 метар надморска височина на Пелистер, изграден е највисокиот водовод во Македонија. Има скромни 640 метри должина. Почетокот на водоводот е на 2380 метри надморска височина на Муратовиот извор, а на крајот 2601 метар надморска височина. Водоводот е граден за потребите на предавателниот центар Пелистер и станува збор за нешто не секојдневно. Велијата Абдул Керим Паша за своето доаѓање во Битола во 1895 година. Во наредните 6 години бил иницијатор за изградба на дела за кои се уште се зборува со пиетет, и тоа го регулира коритото на брзата планинска река Драгор, ги уредил приодите на градот, поставил канализација, го подигнува Народниот театар. Го изградил и офицерскиот дом, започнал да го редува излетничкото место Тумбе кафе, ги поставил основите за денешниот парк и шеталиште, насадил дрвореди, изградил болница за сиромашни, дом за сираци, хотел, кожара, уредил и опремил библиотеки и така натаму. Во поранешната битолска дембелчаршија имало на столб 2 часовници кои различно го покажувале времето. Ала турка и ала франга, односно едниот турскиот покажувал 2 часа порано според времето во Турција, а другиот според европското, односно француското време. Арно оние што седеле во чаршијата, дембелите,
Како и да не ги интересирало времето, уживале, муабетеле и пиеле со часови. Другите џаном работеле за нив. Меѓу попроучените мајстори, фотографи и сниматели во Битола се фотограферот Линара, за кого се претпоставува дека почел да работи дури и пред браќата Манаки, Сотир Пинза, родом од Москополе, Албанија, и во 1923 година отворил студио во Битола. Дебрчанецот Васил Ошавков, кој работел заедно со синовите Зафир и Фердинанд, битолчаните Ѓорги Морена и Димитар Берберу, Атанас Лозанчев, Лазар Кермеле, браќата Јанаки и Милтон Манаки и нивниот помошник Михајлов Зека. На 14 ноември 1944 година во зградата на Стариот народен театар Битола е одиграна првата представа на македонски јазик во земјата Ѓорѓе Магарески од Владо Малевски. За време на изградбата на Саат кулата, материјалот за врзување на камените блокови биле употребени 60.000 јајца, кои биле собрани од селските домаќинства од Битолско. За тоа, градителите сметале дека цидовите ќе бидат многу поцврсти, со што во изминатите векови и се оправда оваа нивна велмајсторска градителска мајсторија. Некогашниот почеток на сегашната улица Широк Сокак, поранешната Маршал Тито, Крал Петар, Цар Борис, Хамидија Џамеси бил од реката Драгор, сегашен булевар. 1. мај, према Саат кулата. Првите броеви од улицата заедно со објектите повеќе не постојат. Во Битола, во крајот на 19 и почетокот на 20 век имало 3000 клавири, зашто ја викали градот на клавирите. Поради некои поранешни сваќања, клавирот символизирал богатство, класна поделеност и во 50-тите години на 20 век, со процесот на национализацијата на многу од семејствата, клавирите им биле одземени. Гранд Хотел Америка во Битола е местото каде за прв пат во македонската историја се прикажани представите на големиот Војдан Чернодрински, семејството на престапникот и македонска крвава свадба, жетва, на 28 септември 1909 година во Битола. Милтон Манаки е единствениот и прв битолчанец кој крена раката пред неговото величество султанот на Отоманската империја, Рашид Бети, и му рече: "Застанете височество." Пошто неговото височество му застана на битолскиот фотограф и остана за секогаш овековечен во сликите на Манаки од неговата посета на Битола. Уште во раните години од 20 век во Битола имало мајстор Велко Николов кој правил чанти со тридимензионален изглед. На нашата баба планина, под врвот Пелистер, има 33 топоними, односно местности со различно име, меѓу кои Печурка, Мала ливада, Голема ливада, Налазовилата, Бегова чесма, помалку познатите Белата, Кондру, Барџов, Камен и така натаму. И 33 чешми со име Борчешма, Чешма Линденска, Чешмата на Јоргов камен и многу други. Во Хаифа, Израел, постои синагога што го носи името Манастири или Битола. Тоа е место каде што живеат потомци на некогашните битолски евреи. Во Сулун има така наречена синагога на битолчаните Ел Кал де Лос Монастирлис, која изградиле битолските евреи во 1927 година и е една од најубавите синагоги. После формирањето на првите планинарски и скијачки клубови во Битола, раните 30 години од прошлиот век се организирале ски надпревари кои што траеле од 17 до 18 часа и биле на релација од детското одморалиште до врвот Пелистер преку Мало езеро, на Олица и на крај до Битола.
Според битолските археолози, најстарата населба во средновековната Битола била Баирската. Ова го потврдуваат и остатоците од катедралната црква 10-11 век, изградена во времето на цар Самуил, на локалитетот Кале, односно на битолскиот Рид. Црквата била изградена како епископско седиште на тогашната патриаршија, а се претпоставува дека токму во неа бил крунисан за цар најстариот син на Самуил, Гаврил Радомир. Во Битола првиот автомобил бил од марката Форд К, кој бил донесен од Детройт САД. Интересно е тоа што во градот на консулите тој се појавил веднаш по промоцијата во САД 1905 година. Површината на Националниот парк Палистер речиси целосно припаѓа на сливот на Црна река и вклучува 13 планински езера, од кои 4 се постојани, 3 се периодични, 4 се повремени и 2 се исчезнати. И има 12 реки, кои се Маловишка, која што е позната исто како Шемница, Манастирска река, Цапарска, Ротинска, Магаревска, Црвена езерска, која што е позната како Лак поток, Запунчица, Кранска, Шарска, Брајчинска и Ржанска река. Големото глацијално езеро се наоѓа на 2218 метри надморска височина и има овална површина од 3,7 хектари, со должина од 223 метри, широчина од 162 метри и длабочина 14,5 метри. Малото глацијално езеро се наоѓа на надморска височина од 2180 метри, има неправилна форма со површина од 0,66 хектари со должина од 79 метри, широчина од 68 метри и длабочина од 2,6 метри. Третото и четвртото постојано езеро се Димитровото езеро 2100 метри и Малото Димитрово езеро 2100 метри и кои се далеку помали од претходните две. Во периодичните езера се Орлови бари или Орлови езера. Големото Орлово езеро 2039 метри, езерото Осумка 2200 метри и езерото Болници 2200 метри. Овие езера имаат вода само за време на влажни периоди од годината. Во групата на повремени езера се 4 кои имаат вода само за време на топењето на снегот во пролетните месеци. Две од овие езера, Болници 1 2225 метри и Болници 2 2215 метри, се наоѓаат јужно од езерото Болници. Третото вакво езеро е Мало Орлово езеро 2036 метри и четвртото повремено езеро се наоѓа под грбен Гавран. Езерото Гавран 1960 метри се наоѓа во една мала цирка длабнатина која повремено исполнета со вода. До сега се откриени две исчезнати езера, и тоа езеро Баба 2165 метри, кој се наоѓа северно од Малото езеро, а второто исчезнато езеро Вирој 2240 метри се наоѓа северно, односно под врвот Пелистер.